во Шри-Ланка. Од Министерството за надворешни работи потврдија дека има починат македонец во оваа земја. За повеќе детали ќе соопштат во текот на утрешниот ден. Годишен штипјанец кој работел на брод вчера починал во водите на Индискиот океан во близина на брегот на Шри-Ланка. Информацијата за смртта на штипјанецот Ангел доцна попладне ја потврдија и од Министерството за надворешни работи. Портпаролот на Министерството Боро Мирчевски Дзирис телевизија во телефонски разговор потврди дека Министерството добило информација за починат македонски граѓанин, но детали околу смртта најавија во текот на денешниот или пак утрешниот ден. Ангел извесен период работел за корејската компанија ХГС, а претходно во Македонија бил вработен во армијата. Според неофицијални информации, младиот штипјанец починал вчера вечер, а работел како обезбедување на карго танкер кој пловел на релација Дубај-Шри-Ланка. Штип ке нуди нови градежни парцели за изградба на куќи, но и стопански објекти. Нови атрактивни локации за изградба на фабрики ке има во индустријските зони, кај Плушти, но и кај поранешна метална. Општина Штип очекува и ова година да продаде рекорден број на градежни парцели за изградба на куќи, стамбени згради, стопански објекти и хотели. Раководителот на секторот за урбанизам Силвана Николова, која денеска на седница на Совет на Општина Штип го презентираше извештајот за реализираната програма за градежно земјиште за минатата година, вели дека годинава планираат да се изработат нови детални урбанистички планови, а кои ќе понудат на граѓаните и на бизнис секторот нови градежни парцели. Планираме дека сега во текот на оваа година ќе усвоиме нови детални планови. Значи усвојуваме локална урбаничка документација во населба Баби, во населба Три Чешми ќе има за домување, а ќе има и индустријски објекти. Тоа е на локацијата место викано Плуждино после градските гробишта, на магистралниот пат за Радовиш, и ќе имаме индустријски плацеви за индустријски објекти кај поранешна метална и алумина. Општина Штип минатата година по пат на јавна електронска лицитација продаде над 50 градежни парцели, што во буџетите на општината и на државата и касираше над 66 милиони денари, од кои 80% за општина Штип и 20% за буџетот на Република Македонија. Општина Штип на иницијатива на граѓани обезбеди багремови садници за пошумување на опожарени локации. Штипските пчелари ќе го пошумуваат локалитетот Клисибајр. Општина Штип на иницијатива на Сдруженијето на пчелари Нектар набави садници дрвца за пошумување на локации кои беа зафатени со пожар. Советникот за екологија во општина Штип Владко Панов на денешната пресконференција истакна дека за оваа граѓанска иницијатива набавени се 1500 садници дрвца. По иницијатива на граѓани на општина Штип, воедно и членови на пчеларското друштво Нектар од Штип, општина Штип излегува во пресвет и набави 1500 садници на багрем, каде што ќе бидат засадени во пожареното место. Се надеваме дека оваа традиција или оваа практика ќе стане во континуитет и во понатамошниот временски период. Со однос на тоа нели ја навуваме пролета, хубавото време, и едноставно даваме апел до сите граѓани што помасовно да се засадуваат опожарените површини и површините кои се оголени од разни фактори. Председателот на Сдруженијето на пчелари Нектар Штип Марко Миховски вели дека ова иницијатива е на пчеларите со цел на опожарените места повторно да има засадено дрвца. Како резултат на основање на граѓанска иницијатива за пошумување на опожарени подрачја, пчеларското здружение Нектар од Штип, заедно во соработка со останатите пчеларски здруженија како од Штип, така и пошироко, ја поддржува оваа иницијатива со цел да се изврши пошумување на опожарениот дел Клисибајр кој се наоѓа во околината на Штип. Инаку багремот е медоносно дрво, а исто така овие садници најмногу успеваат на штипското поднебје. Штипските социјалдемократи на денешната пресконференција оценуваа дека буџетот за минатата година воопшто не бил развоен, но од општина Штип возвраќаа дека бројките покажуваат дека буџетот бележи рекордно остварување од 86%.
Програмата за локален економски развој на општина Штип, која денеска беше презентирана на седница на Совет на општина Штип, ги предизвика штипските социјалдемократи на пресконференција да дадат коментар дека бројките во извештајот се поразителни. Сметаат дека вака поставениот буџет на општина Штип не е развоен, туку како што велат представува буџет за преживување. Во програмите за урбаничко планирање, за изградба на системи за водоснабдување, реализацијата е под 40%. За поттикнување на развојот на туризмот во Штип и околината, локалната власт издвоила 0 денари. Од предвидените средства преку блок дотации за основното образование се реализирани само 83%, а за средното само 76%. Овие средства не се ни приближно доволни за нормално функционирање на училиштата, односно за сервисирање на основните обврски, давашки поврзани со грејење, водоснабдување, електрична енергија, а инвестирање во нови наставни средства и технологија е невозможно. Но од општина Штип вела дека наспроти анализите на СДСМ, минатата година Штип имал високо развоен буџет и е забележено остварување на буџетот од 86%. Просечно остварување што се рачуна во Република Македонија за успешно е некаде од 72% до 75% на остварувањето на приходите и расходите. Значи, буџетот за оваа година се е реализиран високо, се реализирани и во делот на расходите на основниот буџет во висина од некаде од 180 милиона и 77% од планираните во делот на капиталните расходи, што значи дека е развоен буџетот. Цветко вели дека бројките покажуваат дека блок дотациите за основно се реализирани 96, за средно образование 98, а за детските градинки 99%. Заврши откупот на тутун во Штипско. Годинава откупени рекордни 160 тони во откупниот пункт во Карбинци. Просечната откупна цена достигна 198 денари за килограм, а производителите ќе добијат и по 60 денари за килограм откупен тутун. Заврши откупот на тутун од минатогодишната берба во Штипско. Годинава откупени рекордни 160 тони на тутун од сортата јака во пунктот на Алијанса во Карбинци. Откупот заврши порано, еден месец пред истекот на законскиот рок, со просечна откупна цена од 198 денари за килограм. Завршивме со откуп на тутун во Карвинци, општина Карвинци, и се откупија негде околу 160 тони, а имавме планирано да откупи Алијанса. Имаше планирано да откупи негде околу 120-30 тона. Просечна цена е негде околу 198 денари по килограм. Годинава од квалитетот и цената на жолтото злато задоволници и производителите и откупувачите. Ако лани производството потврди, годинава тутунарите задоволни од цената најавија дека ќе ги зголемат површините. Како сега, добро, ќе садаме, да? Повише ќе садаме. Освен ците, нешто 260-280 кг. Лани во Штипско тутунот го имаше на 103 хектари, се откупија само 106 тони на тутун. Според информациите од подрачната единица на Министерството за земјоделство во Штип, интересот за тутунопроизводство е зголемен поради високата откупна цена. До сега, иако рокот истекува на крајот на март, евидентни листови подигнале 50 на производители. Нови 10.000 вработувања е планирано да се реализираат со мерките и програмите од оперативниот план за вработување за 2017 година, за што се предвидени 14 милиони и 200.000 евра или 2,6 милиони евра повеќе од лани. Од вкупниот број планирани нови работни места, најголем дел или околу 5.000 се очекува да бидат креирани преку проектот Македонија вработува 2. Со реализација на овој оперативен план очекуваме отварање на околу 10.000 нови работни места, заедно со Македонија вработува 2, со што значително ќе се принесе за намалување на невработеноста, која наредната година планираме да изнесува под 22%, а до 2020-та да се намали на 17 до 18%, истакна на денешната пресконференција вице-премиерот задолжен за економски прашања Владимир Пешевски.
Во рамки на оперативниот план усвоен на последната владина седница е предвидена имплементација на 22 програми и мерки за вработување и 11 услуги на пазарот на трудот, а вкупниот број учесници во предвидените активности се очекува да надмине 41.000 лица. Со планот ќе продолжи реализацијата на програмата за самовработување, во чии рамки ќе се издвојат средства за формирање нови 1000 микрокомпании, а грантот од неповратни средства за поддршка на отварање компанија, наместо како досега 3000 ќе биде зголемен на 4000 евра. Досегашната реализација на оперативните планови во изминатите 10 години опфатила повеќе од 102.000 невработени лица, а од нив моментално со статус на вработени се над 43.000 лица или околу 43% од вкупниот број. Дедо е секогаш во правот. Ханс Кристијан Андерсон е новата театарска представа, која утре точно напладне во Народен театар Штип, премиерно ќе биде одиграна. Во представата ќе се појават магионичар, продавачи, баба и дедо. Универзална порака поврзана со љубовта и меѓусебна почит од сцената на Штипскиот театар ќе испратат актерите Раде Рогожаров, Илица Арева и Мирко Голомеов. Дедо е секогаш во правот. Ханс Кристијан Андерсон и новата театарска представа која утре премиерно ќе биде одиграна во Штипскиот народен театар. На сцената ќе се појават магионичари, продавачи, баба и дедо, кои на децата ќе им испратат една универзална порака, поврзана со љубовта и меѓусебната почит. Неважното без разлика на годините, дали сте дете, дали сте средновечен, дали сте во поодминати години, дека неважното нешто е оној со кој што можете да ги поделите неубавите работи во животот. Така што без разлика ни што се премрежи ќе потуваат нашите ликови, на крајот завршуваат заедно среќни во можноста да можат да ги поделат убавите и лошите работи заедно. Ликот на дедото го игра Раде Рогожаров, магионичарот Мирко Голомеов, а бабата и продавачката Елица Арева, која вели дека учеството во детска представа е забавно, но истовремено носи и голема одговорност. Најсладка работа е да се игра за деца. Најнешто прекрасно. Кога ги видиме во салата како сите со нас живеат, очекуваат, реагират на се, стварно прекрасно чувство. Представата носи една универзална порака, порака за љубовта. Најголемото богатство на светот не е она што го имаш, туку оној со кого можеш да го поделиш тоа што го имаш. Ке имаме една игра со светлина, меѓутоа да не откриваме премногу. Премиерното издание на представата Дедо е секогаш во право е закажано за утре во Штипскиот театар, точно напладне, односно во 12 часот. Пехчевското ловно здружение Буковик 2 се надева дека ќе биде новиот концесионер за двете ловишта, кои ги доби словенската фирма за да го развива ловниот туризам, но поради неисполнување на обврските, концесијата и беше одземена. Пехчевските ловџи сакаат повторно да ги вратат терените за лов со кои порано стопанисувале речиси 15 години. Станува збор за две ловишта, Сараево и Чифлик, кои под концесија ги зема словенечка фирма, но ја изгуби истата поради неисполнување на обврските од договорот. Секако дека ќе конкурираме, се надеваме дека овој пат ќе успееме да ги земеме ловиштата и да ја добиеме концесијата, вели Илчо Петровски, председател на ловното здружение Буковик 2 во Пехчево. Дека работата со словенечката фирма е завршена и дека ќе се бара нов концесионер за овие ловишта, потврдува и градоначалникот на општина Пехчево. Имавме концесионер кој што ја откажа концесијата. Сега во постапка се заврши таа процедура за старата концесија. После изборите очекуваме министерството да распише нова концесија па да стартуваме со нов концесионер. Повеќе здруженија од истокот лани побараа законски измени поради нетранспарентното доделување на концесиите. Освен пехчевските ловџи, одземање на концесија на ловиштето Огражден побараа и беровските ловци. Убавото време овозможи на градскиот пазар во Штип да биде раздвижено во текот на целиот ден. Штипјани најмногу ги купуваа сезонските производи.
И овој петок на градскиот пазар во Штип пазарџиите понудија разновидни продукти. Цените останаа слични во споредба со претходниот петок. Лимон е 70 денари, пиперката е 180 денари и млада 15 денари парче, мислам, нутата пиперка. Подлива, протоколот е 40-45 имаш, мандорината имаме 60 денари, крастависта е 160 денари и 150 денари имаш. Значи грчка и наша, ова е зелена куќа, кочанска, добро. Зелгата е 30 денари парче, спаѓа го 60 денари, тоа е најбитно. Бананата е 55 денари. На градскиот пазар редовно се продава ресенско јаболко. Јаболкото е 90 цената се движи од 15 до 30 денари. Штипјани купуваат добри се, цената ти се од 20 денари, 25 има 30 денари, 40 имат од ладњача 50. Штипјани пазаруваа вообичаено како за цела седмица, велат цените се пристапни и изборот е добар. Има избор, има убав избор. Та исто како нај петок што е, исто е, цените се сближи, исто. Што ќе си купите? Спањакче, јаболка, друго зелчичка, се тоа. Тоа е се. Па ќе земеме крстовици, ако има, портокали, банани за внуците, разбираш, да направиме сокови, зелкичка, тие работи, разбираш, зеленилото, компири. Раздвижено на градскиот пазар во Штип беше во текот на целиот ден, а најмногу се купуваа производите актуелни за овој период во годината. Дејан Јакимовски ќе биде главна свирка на првиот пролетен фудбалски надпревар Прегалница Ренова, што ќе се одигра на градскиот стадион во Штип во недела 19 февруари. Новината за одредување на судиите со извлекување за фудбалските надпревари започна да се практикува од денес. Во куќата на фудбалот во Скопје беа излечени судиите за првото пролетно или редовно 19-то прволигашко коло, во која екипата на Бергалница ќе биде домаќин во Штип. На градскиот стадион во улога на главен судија ќе биде Дејан Јакимовски, прв помошник ќе му биде Игор Ширилов, втор помошник ќе биде Никола Божиновски, а четврти судија Константин Влахов. За контролор е делегиран Благој Шукев, а делегат ќе биде Драган Блажовски. Бергалница уште од првиот меч ќе ја започне битката за опстанок во првата македонска фудбалска лига од последната позиција на табелата. Дали во тоа ќе се успее, ќе покажат игрите и резултатите во следните 18 кола, но како и да е, во фудбалот се е можно, а и досега Бергалница знаела да се спаси од вакви опасни ситуации. Надпреварот Бергалница Ренова ќе се одигра на градскиот стадион во Штип во недела 19 февруари со почеток во 14 часот. Со последната информација од фудбалот ги завршуваме вестите на Ирис телевизија. За повеќе посетете на iris.mk или социјалните мрежи. Имете пријатна